Со најубавите пораки за радост, детска среќа, слога и сплотеност го започнуваме и најновиот звон. И денеска ќе повториме како и многу пати досега дека најважно е да се почитуваме меѓусебно, а ќе се почитуваме ако се запознаеме подобро. Сите луѓе на планетава Земја сме еднакви, сите сме исти и децата на секаде низ целиот свет треба да ги имаат истите права на љубов, среќен живот, образование и така натаму. Со цел да ги промовираме сите овие вредности, денеска во нашето студио имаме ученици од дури две скопски основни училишта. И тоа, ученици од Основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар, како и ученици од Основното општинско училиште ТФЮС од општина Чаир. Тие преку проектот меѓуетничка интеграција во образованието научија дека различностите се тие кои што го прават нашето секојдневие поубаво, поинтересно и дека токму различностите се тие кои што треба да не обединуваат сите. Навистина, на самиот почеток ги погледнавме учениците од Основното општинско училиште Гоце Делчев, а во следните минути време е да ги запознаеме нашите гости од малку поинаков агол. Затоа ќе ја повика Мања, која што ќе ни го представи Основното општинско училиште Гоце Делчев, како и Зеин, кој што ќе ни го представи Основното училиште ТФЮС од општина Чаир. А со нас ќе биде и Лариса, која што ќе ни каже нешто повеќе за овој проект. Ања, може да започнеме. Сунувај, верувај, учи е мотото на нашето Основно општинско училиште Гоце Делчев, кое се наоѓа во централното градско подрачје на општина Центар. Сместено е во една мала нубава зграда, која минатата учебна година доби нови училници, нов лик и нова внатрешност. Низ училишните клупи се образувале многу генерации на надарени ученици кои постигнувале врвни резултати на сите полиња и се наша гордост и пример како да се биде најдобар. Иако објектот е мал, во него и сега учат едни од најталентираните млади музичиња, меѓу кои еден ден ќе има врвни уметници, музичари, информатичари, спортисти, јазичари и многу други професионалци. Во нашето училиште учењето е забава. Ние учениците активно се вклучуваме во најразлични активности, во проектите кои се реализираат во нашето училиште, работиме разни проекти во групи, си помагаме едни на други, а застапена е и пријателската комуникација меѓу наставниците и учениците, која е главна цел на модерното образование и мисија на нашето училиште. Браво за Ања, одлично представување. Зеин, ајде да слушнеме збор 2 за Основното училиште ТФЮС од општина Чаир. Повели. Благодарам. Основното општинско училиште ТФЮС со знаење ги осветлува турците на овие простори уште од 1884 година. Нашето училиште се наоѓа во општина Чаир. ТФЮС со гордост потенцира дека е од ретките училишта во Република Македонија која работи според модерните стандарди. ТФЮС напредува на патот кон поквалитетно, побезбедно и посветло училиште. Наставниците на ТФЮС учениците ги подучуваат и секогаш ќе ги подучуваат учениците за многу животни искуства. ТФЮС веќе 135 години го одржува позитивниот став кон убавото и вистината. Од 2013 година нашето училиште ТФЮС е партнер со училиштето Гоце Делчев од општина Центар. Сме учествувале во многу заеднички активности. Заедно учиме, се дружиме, но најважно се забавуваме. Браво и за Зеин и за одличното представување на Основното училиште ТФЮС. Лариса, она што е заедничко за овие две училишта е проектот кој што го споминавме пред малку, меѓуетничка интеграција во образованието. Ајде да слушнеме збор 2 за истиот. Повели. Во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во македонскиот образовен систем, нашето училиште Гоце Делчев е партнер со училиштето ТФЮС општина Чаир. Двете училишта во изминатиот период имавме многу заеднички активности кои денес ќе ги презентираме во вашата емисија. Изработивме брошури Моето мултиетничко Скопје, имавме работилница Едно срце за мајка Тереза, каде изработивме привозици од глина во форма на срциња. Заедно со нашите другарчиња од ТФЮС и наставничката Маја Саридис, Викторија Боровска, Елис Ахмед и Сенада Ход, бевме на екскурзија во Битола, каде ја посетивме спомен собата на Кемал Ататурк, историскиот музеј на Битола и широк сокак. Голема благодарност до директорите и наставниците од двете училишта кои се дел од тимот за меѓуетничка интеграција во образованието во кој ние ученичите успешно веќе 8 години реализираме најразлични активности, другаруваме и се забавуваме. Дружењето и активностите ќе продолжат и во иднина. Одлично, браво и за овој проект. Навистина одличен проект кој што го промовира меѓусебното запознавање, учењето едни за други, односно учењето едни од други. И навистина им помага на учениците да стекнат вештини за живот во интегрирано мултиетничко образование.
односно општества. Во продолжение на денешната емисија ќе ги дознаеме многу подетално сите овие активности за кои што ни прочита Лариса, но претходно ајде да направиме кратка пауза во која ќе ви прикажеме што е она што е најново, а ви го подготвува тимот на МТВ само за вас. Бидете тука. Абе, брод може да направиме тука. Види, јас имам секогаш топ локација. Тоа значи дека го изгубивме малото. Мам со овие згради. Мислат ли уни каде ќе си играат децата? Малото не го даваме! Малото не го даваме! Малото не го даваме! Неле! Брат, шо е ова? Види што сме открили. Вистинско богатство. Гледам сте го нашле моето скриено богатство. Не. Наше си е. Ние први го најдовме. Не ми се верува. Ние се кандидирала за председател на наша генерација. Си мисли дека е главна на сите девојчиња. А мене нон-стоп ми префрла за мојот изглед и килажа. Татко е бил некој богат бизнисмен и ќе ги дал пари за кампањата. Имавте среќа што го имате ова мало, инаку полош противникот Филип не можев да нарачам ниту на Алиекспрес. Да, повторно сме со вас. Денеска во друштво на учениците од Основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар и Основното општинско училиште Тефиус од општина Чаир учиме за придобивките од мултиетничноста. Како што веќе забележувате, поставена е драмската сцена на Звон. Овој пат учениците од 7 оделение ќе ни ја изведат драматизацијата насловена Кромит и лук. Тие ја подготвија во рамки на секцијата по англиски јазик со наставничката Камелија. Време е да ги погледнеме со полно внимание. Уживајте! Long ago, there lived two brothers, Joshua and Jim. They lived on a farm and were very poor. Joshua worked hard every day. Jim was greedy and very lazy. One day, Joshua heard of a kingdom far away. The kingdom didn't have onions. Јас сега да ви раскажам. Значи, приказната е за двајца браќа и за кромитот и лукот. Значи, многу одамна се живееле сиромашните браќа Джошуа и Джим. Малата нива е раѓало само лук и кромит. Джошуа работел напорно, а мрзеливиот Джим само си лежал. Еден ден Джошуа ја сретнал соседката и дознал за една далечна земја. Oh, hi. How are ya? Oh, I'm tired. I've just come from a very far kingdom, Ablasia. Really? I've never heard of such a kingdom. Oh, it's a very small kingdom and it's very far. We have lots of mountains full of gold and diamonds, but we have no fields, only potatoes. Potato pancakes for breakfast, fried potatoes for lunch, and mashed potatoes for dinner. Oh, I'm starving. If I could sell my onions, they'll pay some money so I can plant more vegetables. Чекај, вака, Джошуа си ја наполнил вреката кромит и по 3 дена пешачење, конечно го здобило кралството Аблежа. Good morning. Good morning. What do you want? I would like to see the king of this beautiful kingdom. Why? I have a bag full of onions. A bag full of what? Onions? Here's one for you. Oh, thank you. The king is traveling, so you can see the queen. Good luck, good man. Thanks, good man. Have a nice day. Ова е одлично. Джошуа и кажал на кралицата дека носи кромит. Кралицата била љубопитна и го поканила да направи голема гозба со јадење од кромит. Кралицата и гостите ги пробале јадењата и секој се согласил дека со кромит се е повкусно. Секако дека кралицата била најсреќна. These onions are the most precious thing in my kingdom. In return for them, I will give you their equal weight and the most valuable thing we have in Ablasia. You can have these emeralds. Ако добро разбрав, умниот и сега богат Джошуа се вратил во селото со полна торба диаманти и го поделил своето богатство со брат му, кој бил се уште заведлив и алчев. Joshua,
Does this kingdom have garlic? In fact, they don't have any garlic. If I could sell them garlic, I'll be very rich indeed. Richer than Joshua. Plus, garlic is much tastier and easier to carry. What a good plan. I'll be rich without work. Ова е јасно, Джим патува во кралството, исто како и брат му. Good afternoon. Good afternoon. What do you want? I want to see the king. Why? I have a bag full of garlic. What? Garlic. Okay, you can see the king. The queen is having a rest. Can I have one? Just one? No way, guard. Garlic is this. Garlic. Every piece of garlic is important. Кралот го примил Джим. И така истата вечер, откако се сготвиле јадењето со лукчето, кралот, кралицата и гостите се собрале на гозба. Јаделе од јадењето со лукче. И кралот го прогласи лукот за највредно нешто во неговото кралство. Лукот веднаш станал голем хит. I enjoyed every dish. Delicious, tasty, superb. In return for all your garlic, I will give you the equal weight of the most precious thing I have in my kingdom. Here you are. Onions. And this is our story about two brothers, the onion and garlic. Кралот, воодушевен од лукот, како награда на Джим, му го дал она што за него било највредно во неговото кралство – кромидот. И така Джим си заминал со вреќа кромид. Нема потреба да се каже ништо, освен да бидете љубезни како Джошуа. Паметни, вредни, доблесни, па секој биде како што треба да биде. Ајде сега до видување. Браво, браво за одличната актерска игра на учениците. Се надевам дека успешно ви ги пренесоа пораките кои што беа наменети токму за вас. А во продолжение ние ќе говориме за една од активностите во која што учествуваат учениците од Основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар, како и Основното општинско училиште Тефејус од општина Чаир. Секако во рамки на проектот меѓуетничка интеграција во образованието. Имено оваа година на 17 мај 20 ученици од секој училиште заедно со своите наставници беа во посета на Битола. Дева е со нас и ќе ни открие со која цел беа во Битола и што се посетија таму. Заедно со нашите другарчиња од Тефејус и наставничките Маја Саридис, Викторија Боровска, Јелис Ахмет и Сенада Хот бевме на екскурзија во Битола. Да ја посетиме спомен собата на Кемал Ататурк, историскиот музеј на Битола и широк сок. Така. Какво искуство беше ова за вас? Дали претходно можеби имавте истражувано нешто на оваа тема или можеби ова прв пат се соочивте со нешто вакво? Како се поминавте таму? Ајде да ги слушнам вашите впечатоци. Порано се имаме сретнато со нешто вакво и беше на вистина интересно да се сретнеме со нова култура различна од нашата и да соработуваме со учениците од Тефејус. Така, верувам дека си поминавте најубаво, па еве еден ден можеби вие ќе однесете некого таму за да запознаете да ги запознаете со дел од културата на турскиот народ во нашата земја, така? Да. Супер. Во рамки на овој проект вие исто така посетувате и многу културни знаменитости кои што се дел од историјата на другите етнички заедници во Македонија. При тоа, она што е особено важно и интересно, често пати знаете да направите убави фотографии кои што сметате дека се вредни за да ги обележите. Таква брошура со прекрасни фотографии од Скопје направивте и ја насловивте Моето мултиетничко Скопје. Може ли да ни кажете од каде идејата за една ваква брошура и зашто поточно станува збор? Ние изработивме брошури Мојот мултикултурен град Скопје. Брошурата е интерактивна и на неа се прикажани неколку знамености од културен и историски карактер во градот, кои се значајни за различните етнички заедници, како што се џамии, цркви, амами, кои се карактеристични за градот Скопје. Учениците од двете основни училишта заедно со нивните наставнички Маја Саридис, Орнела Милевик, Кадрија Сулеман и Јелис Ахмет ги фотографира овие објекти и ги изработија овие брошури. Интерактивни се затоа што на едната страна од брошурите се фотографиите, а на другата страна се текстовите за тие знамености кои треба да се поврзат со сликите. Одлично. И Гора сте тука со нас. Гора, ќе ни кажеш кој ви помогна да го реализирате целиот овој проект? Главно се Основното училиште Тефејус, па во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција, кој го финансира УСАИД, имавме неколку активности.
Добро, супер. Ќе говориме за сите овие активности во текот на денешната емисија и вие сте навистина еден убав позитивен пример кој што треба да ги насочи нашите другарчиња, сите заедно да ги прифатиме сите луѓе на земјата и всушност да потврдиме онаа убава теза која што вели дека различностите се тие кои што не обединуваат сите. Во продолжение време е јас да отидам до главниот подиум на Звон, каде што ќе видиме што се случува, како што гледаме веќе се подготвени учениците од основното општинско училиште Тефејус и тие ќе ни подготват, односно ќе ни се представат со една интересна песна. Може само да чуеме со што ќе ни се представите? Како се вика песната? Како? Пропс акт. Одлично. Ајде да ги видиме учениците и да видиме што ни подготвија овој пат. Повелете, подиумот е ваш. ही आवाज निकलती है। Дојде ли пролет, помисли за зима. Дури не посееш, нема да жнееш. Дојдоа диви и стераа питоми. Дури не се излажеш, не можеш да се научиш. Кој превари, тој товари. Домашниот пазар не е ист со чаршискиот. Дури не се намачиш, не се најадуваш. Дава рибче, зема крапче. Дури си мал, оди на даскал. Кој вјаса, ке стаса. Даваш ли, арен си. Не даваш ли, лош си. Дури те честат, чести се. Да, велат малите поговорки даваат голем ум. Еден таков брилјантен ум, поточно унгарскиот професор по архитектура, Ерно Рубик, во далечната 1974 година ја создал механичката загадка наречена Рубикова коцка. Од тогаш таа е светски најпродавана играчка со преку 300 милиони продадени примероци низ целиот свет. Најмалата Рубикова коцка изнесува само 8 мм.
Ние денеска во студиото имаме малку поголема Рубикова коцка, но го имаме и нашиот Ѓорги кој што е вистински експерт кога станува збор за оваа проблематика. Ѓорги, ти си шампион во оваа необична дисциплина. Ајде да ни се пофалиш каде се имаш учествувано, на какви надпревари и кои се твоите последни достигнувања? Јас сум отишол на 9 или 10 надпревари. Еден која беше во интернационално, идам секдека. Еднаш кога бев во Бугарија, во Албанија, во Хрватска, во и последните тие биле како во Софија беше и во Осијак. Супер. Она што треба да се пофалиме дека изминатиот викенд беше на надпревар. Да. Ајде да ни кажеш каква награда освои? Јас освоив 13 медали. 13 медали во само еден надпревар. Браво. Во Рубикова коцка. Како течеше самиот надпревар? Имаше ли многу конкуренција? Да, имаше многу конкуренција. Колку вкупно надпреварувачи бевте? Околу 80-90 надпреварувачи. Па тоа не е мала бројка, навистина. Кажи ми како течеше самиот надпревар, што требаше да правите? Требавме први да решаваме една коцка по 5 пати и се пришат најдоброто и најлошото и од последните 3 се дава средното време. Така, кој го откри твојот талент за решавање Рубикови коцки? Сам себе си го открив талентот. Супер, браво. Ова беше искрен одговор. Кажи ми, дали ги решаваш по некоја шема или можеби се е во твојата глава? Се е во мојата глава и има некаква шема. Има. Така, одлично. Може ли да ни кажеш за колку најбрзо време си ја решил една Рубикова коцка? Може. За колку ти е најбрзото време? Моето најбрзо време е 7,89 секунди. Браво. Јас ке ти ја растурам сега, може да ми ја дадеш, повели само микрофонот, за да покажеме регуларно, повели и мојот синопсис, јас сам убаво да ја растурам, за да биде се регуларно онака како што треба и ќе видиме за колку најбрзо можеш да ја решиш истота. Повели. Ајде. Тешка задача ти дадов, а? Не беше тешко. Не беше, добро. Веќе е готова, браво! Браво! Јас сум чудоневиден од овој талент на Ѓорги и верувам дека така ќе продолжиш и во иднина, продолжи да го негуваш својот талент. Да, да. Ето така, уште многу успеси во иднина, а верувам дека најбаво кога ќе дојде и ќе те поддржи твојата другарка, така? Да. Затоа со нас денеска и Гаја. Гаја, здраво и за тебе. Здраво. Како си ни денес? Добра. Одлично. Ќе ни помогне Ѓорги околу овие изработки кои што ги имаш подготвено ти, може да ги отвориш за да ги покажеме на гледачите. Кажи ми во што си талентирана ти? Јас сум многу талентирана во цртање и во правење фигури од jumping clay. Добро. Може да ни покажеш само еден од два од твоите цртежи, вака, убаво да ги покажеме. Што најчесто сакаш еве да сликаш? Најчесто нешто најчесто најубавото што ќе го нацртам, тоа си го земам. Добро, нешто апстрактно верувам. Добро, а мора да ги покажем и овие интересни изработки. Овие од што ги правиш? Од глина ми рече, така? Од jumping clay, да, глина. Добро, од прекрасна глина и се прават вакви интересни изработки кои што можете еве и вие да научите како да ги правите и да красат вашата соба. Одлично, браво за овој талент на Гаја. Навистина интересни изработки има во секаков облик. Што е она што најчесто ве сакаш да го изработуваш? Па најчесто изработувам некои животни или нешто така. Така. Браво за Гаја и за Ѓорги, мултиталентирани, ги видовме колку ги бидува буквално за се. Јас ќе ви се заблагодарам, може сега да се вратите на вашите места. Може слободно да се вратите на вашите места, ќе ги наградиме со аплауз, да ти помогнам. Може? Ето така, ајде. Еве ќе се собереме убаво како што треба. А во продолжение, јас повторно време е да прошетам до другиот дел од нашата работилница, каде што Ангела треба да ни каже нешто повеќе околу еден интересен проект кој што го има во рамки на проектот Меѓуетничка интеграција во образованието. Имено неодамна вие бевте во посета на спомен куќата на мајка Тереза. Ајде нешто повеќе околу тоа. Да, имавме и работилница Едно срце за мајката Тереза. Изработувавме привезоци од глина во форма на срциња во спомен на мајка Тереза. Само ќе се свртиме убаво кон камерите, ете така. Која е добитник на Нобелова награда за мир и позната е по тоа што им помагала на болните и сиромашните луѓе во светот. Добро. Што се правевте таму и какви активности имавте? Дали ви беше интересно? Да, интересно ни беше, споменавме. Дали можеби овие срца се дел од тие кои што ги изработувавте? Да, ги изработувавме.
Добро, еве вака убаво ќе ги покажеме кон камерите. Од каде идејата за нешто вакво? Знаеме дека мајка Тереза е позната токму по својата хумана солидарност. Што се можевте да научите во спомен куќата? Претпоставувам дека видовте многу од незините дела, места кои што ги посетила, едно прекрасно искуство за вас. Да. Така, во ред, ајде сега да ни кажете нешто повеќе и за другите културни знаменитости кои што сте ги посетиле. Јована, Магде? Ајде, да слушнеме нешто и за тоа. Во нашето училиште се реализираат на различни проекти. Во текот на месец октомври, група од 10 ученици заедно со наставниците Слободанка Прелоговски и Орнела Милевик беа на гости во Германија во училиштето Обершуле во Валхајм. Добро. Во петокот бевме во Тетово. Добро. И бевме во најмалиот еколошки музеј во Чепчиште и бевме во Белодиште, во селото Белодиште и таму уживавме во убавата природа. Супер. Оваа година се планираат многу активности. Како пример, со воз ќе посетиме Битола. Со воз ќе одиме во Велес и ќе ја посетиме спомената куќа на Кочораци. Ќе одиме во Небрегово да ја посетиме куќата на Блаже Конески. Браво. Гледам дека тука нема да застане проектот, дека имате уште многу интересни планирани активности во рамки на овој проект, а секако ние ќе го поздравиме овој проект кој што ја истакнува токму меѓуетничката интеграција во едно мултикултурно општество како што е нашето. Ви благодарам, останувате вие со нас до самиот крај, а ние во Звон секогаш ги промовираме оние вредности со кои што негуваме традицијата, го негуваме јазикот, но секогаш велиме дека треба да се почитуваат и да се негуваат и различностите. А различностите може да се негуваат на многу различни начини. Например, во продолжение може да уживаме во еден прекрасен танц во изведбата на Мила, Јана, уште една Мила и Гаја, а исто така потоа може да, ако сакате, да ни се придружите и на преубава патување во далечната Кина. Изборот е ваш, но најпрвин одиме со танц. Уживајте! You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. Have you got no shame? You looking insane, turning up at my door. 2 in the morning, the rain is pouring. Haven't we been here before? Don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. Have you got no shame? You looking insane. Here we go again. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. F-R-I-N-D-S. R-I-E-N-D-S. That's how you spell friends. F-R-I-E-N-D-S. Get that shit inside your head. No, no, yeah. F-R-I-E-N-D-S. We're just friends. So don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight.
Еден ден, едно знаме. Денешното знаме е на една азиска земја, што порано се штитела со огромни зидини, долги илјадници километри. Позната е по пагодите, оризовите полиња и малите црвени книшки. Гледаш? Да, гениалецу, навистина се работи за Кина. Како што во 13-тиот век ја истражувал Марко Поло, венецијанскиот патник, да го истражиме и ние незиното знаме. Црвеното е боја на револуцијата. Тоа не подсетува дека кинезите биле управувани од династии цареви, пред да си ја земат судбината во рацете. Жолтото го представува сонцето кое ја преплавува земјата со светлина и блеска над незината цивилизација. А звездите? Па најголемата ја символизира комунистичката партија, што го води народот и го му го покажува патот. Народот е представен со 4 мали звезди. Кина е најнаселената земја на планетава, бидејќи, отворете ги ушите, еден од 5 мина земјани е кинес. И Кина има 1.300 милиони жители. Колку зрна ориз дневно се тоа, Пребројте до новата средба и новото знаме. Да, откако го запознавме светот, време е да ве запознаеме со уште еден редок спортски талент. Со мене е Лариса и таа е влюбеник во уметничко лизгање. Уметничкото лизгање како програмска содржина може да го следите и на македонската телевизија. А Лариса во следните минути ќе ни открие од каде љубовта кон еден ваков навистина интересен спорт. Јас бев мала и бев неодлучна. Мојата мајка ми предложи неколку спортови, од кои беше овој уметничко лизгање. Јас не знам, тогаш не се разбирав толку, но сепак реков ајде ќе пробам, отидов, пробав, ми се свигаше и секако еве сега и професионално се занимавам. Така, предизвик ли е да се тренира еден ваков спорт? Да, многу е тешко. Каде го изучуваш истиот? Значи ние тренираме во Борис Трајковски. Така. Ајде нешто повеќе околу настапите, имаш негде настапи, учествуваш на надпревари, успеси со кои што треба да се пофалиме? Имам 2 пати освоена бронзана медалја, односно 3-то место на националното првенство тука во Скопје. И така. Супер. И верувам дека ќе продолжиш и понатаму со твојата приказна со уметничкото лизгање. Се надевам ќе се видам на пиедесталот оваа година. Така, но она што е важно, ти не застануваш тука, имаш и друг интерес во однос на друг спорт. Тоа е трчањето. Учествуваш на многу кросови. Овие медали кои што ги гледаме на тебе се токму од добиени од кросовите. Да. Ајде да ни кажеш каде се имаш учествувано и кои се твоите најдобри резултати. Секоја година редовно учествувам на женска трка, потоа на Скопскиот маратон и исто така оваа година учествував на Скопје ран штафетно 10 километри. Имам освоено една златна медалја на женска трка и така. Супер, како ти се допаѓаат овие манифестации? Сметаш ли дека кај младите веќе се зголемува интересот за еден ваков спорт како што е трчањето? Да, секоја година на маратоните има се повеќе учесници и мило ми е за тоа. Така, што е потребно за да одржиш таа физичка кондиција која што е потребна секако и за уметничкото лизгање, но особено за трчањето? Мора секој ден да се трча, најмалку барем по 30 минути и така, да се одржуваат кондициони трензи. Супер, одлично, јас ти благодарам за разговорот, ќе си посакам уште многу успеси во иднина и секако да продолжиш да го негуваш спортскиот дух. Благодарам. Така, може да ми го дадеш микрофонот, сега може да се вратиш на твоето место, а во продолжение време е да ви представам и уште двајца млади таленти. Тие се тука, јас ќе ги поканам да дојдат кај мене на подиумот. Тоа се младите Филип и Саша, верувам добро познати ликови, особено за фановите на серијата Дајте музика. Здраво и за вас. Здраво. Како сте ни денес? Петка. Одлични. Така, она што ме интересира е следнова. Несомнено дека сте многу популарни. Кажете ми, ви годи ли ви пречи популарноста? Ве застануваат ли на улица? Ве препознаваат? Мене како ми годи оваа популарност и мене како не ми го огарди карактерот, туку баш позитивно се промени. Тоа сакам да те прашам. Колку ве промени Дајте музика? Па многу ме промени, како многу позитивна промена се случи во мене. Добра. Ги практикувам работите кои ги правевме таму, излегување со другари и така. Да, има микрофон и Саша. Саша ќе ни откриеш и ти нешто за себе. Ве гледаме во одлично издание на ТВ екраните во Дајте музика. Но ајде да ни кажете какви сте вие приватно. Имате ли слободно време? Што правите? Како е на училиште?
Одлично. Одлично. Ова беше одлично, супер, петка, така? Да. Добро. Кој ти е омилен предмет ќе ми кажеш? Математика. Математика и глума. Одат ли едното и другото заедно? Па, Ти си вистински доказ дека одат, така? Да. Супер. Како го исполнуваш слободното време? со дружење, играње. Така, возите ли најчесто можеби ролерки, велосипеди со своите другарчиња, поминувате време? Да. Јас, значи, возам скирол и Добра. такви работи и многу се дружам. Саша? Јас возам ролшули, Мгм. точак. Добро. Потоа што друго правите? Читате ли некоја Во книга? моето слободно време учам, бидејќи исто мене ми е математика омилен предмет. Добра. И потоа се забавам со другарите. Така, верувам дека наоѓате простори за забава и за дружба со другарите. Да. Знаеш да пливаш? Да, јас знам крал. Саша? Јас знам да пливам. Која ти е омилена техника? Сите. Сите, добро, сите ти се подеднакво познати техники, но она што ме интересира мене, дали повеќе ти приоѓа девојките кога веќе стана познат? Ама искрен одговор очекувам. Искрен одговор. Добра. Како само доаѓаат за слика и така, сакаат да се сликаат со мене и да се поздрават и така. Добро. Па Филип, види вака, популарноста има своја цена, мора да ти кажам. Да. Супер. Саша? Не. Не. Добро. Одлично. Меѓутоа, добро, најдобра другарка? Имате Мене најдобра другарка Кики Мукаетова, најдобар другар Јован Добро. Тукменџиев. Оддајте музика? Да. Секако? И мене ми е најдобра другарка Кики. Кики. Добро, симпатии имате? Не. Не. Не, како не? Не. Сигурно лажете, имате по некоја симпатија? Не, не. Не? Добро, ова беше искрен одговор. Кој ви е омилен спорт? Мене Покрај тоа што возите ролерки? мене омилен спорт ми е скијање. Добро. Саша? Не можам да одвојам сите писаком. Сите спортови ти Да. се подеднакво добри? Добро. Омилен цртан филм имате, освен тоа што учествувате во Дајте музика? Да, Stranger Things. Добро. Саша? Јас беше не гледам многу цртани филмови. Да, веруваш дека сепак цртаните филмови се за помалите, нели? Не. Ти си веќе голема, така? Одлично, супер. Видовме колку сте талентирани на полето на глумата, но Филип, она што треба да ни го презентираш дека во вашето училиште многу посветувате внимание и на екологијата. Да. Имате бројни еколошки акции. Може ли нешто за тоа? Да, пред околу 2-3 месеца бевме да чистиме реката Вардар. Добра. Значи имаше многу ѓубре Мгм. и не собравме многу, но се потрудивме. Добра. Го правевме тоа со љубов. Така. Сакавме да заштитиме нашата Мгм. татковина и така сакам да престанат луѓето да го прават тоа. Така, меѓутоа бевте и на реката Треска, така? Да. Одлично. Ги потикнувате овие акции, но ја потикнувате еколошката свест кај учениците уште од најрана возраст. Да. Супер. Видовме дека сте екологисти, за глумата бива одлично, но те бидува и за пеење. Мора да Да. признаеме. Кажи ми, дали пееш вака или можеби само пееше во рамки на Дајте музика? Во приватно време си пеам, да, но како видов дека имам талент кога почнавме со Дајте музика. Така. И се рече зашто да не го искористам истото и да направаме една преубава песничка. Како се вика песната? Има ли воздух? Така. Убава песна со актуелна тема, еколошка тема, со убава порака која што треба да допре до секој од нас. Така? Денеска ќе те видиме со таа песна, односно ќе го видиме настапот кој што го имаше во рамки на една од епизодите на Дајте музика. Така? Да. Ајде, време е да видиме има ли воздух.
Читајте екологија и нешто сторете, и веќе не се дише. Не ми е јасно зашто луѓето го прават тоа, а го прават без надеж дека скоро време ќе се поправат. Малку тешко, депонии ко планини, прашини ко во Сахара, ѓубре брод, кај нас кислород оде луксус, кај нас се постаро. Нема воздух во воздухот, задушени, затруени, затворени сме сите. Ко во шише, читајте екологија и нешто сторете, и веќе не се дише. Задушени, затруени, затворени сме сите. Ко во шише, читајте екологија и нешто сторете, и веќе не се дише. Да, браво за прекрасната песна на Филип со извонредна еколошка порака. Како што веќе гледате, учениците од Основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар и Основното општинско училиште Тефиус од општина Чаир се веќе подготвени за следната ритмичка точка. И во неа ќе ни ја покажат својата сплотеност, своето заедништво и својата почит. Ќе ни ја изведат на англиски јазик, ќе пеат и ќе танцуваат заедно како едно. Уживајте во нивната изvedба.